Само 12% од македонските фирми имаат вработено IT експерти, наспроти европскиот просек кој е 20%. Надолжените сметаат дека во иднина речиси секоја компанија ќе мора да има вработено барем еден информатичар доколку сакаат да останат компетитивни на пазарот. Но за дигитална трансформација на општеството владата мора да работи заедно со бизнисот. Од Американската стопанска комора велат безбедната дигитална безбедност е колективна одговорност. Неколку македонски институции во минатите години беа мета на сајбер напади. Немањето систем за сајбер безбедност ги принуди властите да бараат помош од приватните експерти за сајбер безбедност. Центарот за сајбер безбедност со кој ќе раководи Министерството за дигитална трансформација треба да даде брз одговор на сите идни напади. Но Македонија е единствена во поширокиот регион кој се уште ги нема донесено потребните закони и документи за заштита на интернет. Очекувањата се дека веќе следната година ќе бидат донесени сите. Биткоинот се тргува на рекордно ниво, додека корисниците се обложуваат дека криптовалутата би можела да се искачи над $100,000 пред крајот на 2024 година. Податоците од Калши во вторникот покажаа дека 60% од корисниците се обложуваат дека биткоинот може да ја скрши границата од $100,000 пред јануари. Дополнително, 45% од корисниците се обложуваат дека водечката криптовалута би можела да го достигне тоа ниво овој месец. Калши е пазар со договори за настани, лансиран во 2021 година, нудејќи им на трговците начин да се обложуваат на исходот на настаните како што се објавувањата на економските податоци и изборните резултати. Платформата стана позната оваа година по својата правна битка против Комисијата за тргување Commodity Futures, што резултираше со отворање на пазарот за обложување за претседателските избори за трговците во САД пред гласањето. НАТО и Европската унија ги засилија напорите да ја убедат Кина да влијае врз Северна Кореја да престане да испраќа војници и друга поддршка за Русија за нејзината војна против Украина. Според проценките на американските, јужнокорејските и украинските разузнавачи, до 12,000 севернокорејски војници се испратени во рускиот пограничен регион Курск за да ја помогнат на Русија во борбата против украинските сили. НАТО тврди дека Русија за возврат испраќа ракетна технологија во Северна Кореја. Европската комисија ја казни Мета платформ со речиси 800 милиони евра за злоупотреби поврзани со услугите на Marketplace и сузбивање на конкуренцијата, соопштија од Европската комисија, потенцирајќи ги нефер условите за тргувањето на други даватели на онлайн рекламирање. Мета ќе поднесе жалба на одлуката. Кина успешно лансира нов сателит за одредување на салинитетот, степен на содржината на сол, на океаните од Центарот за лансирање сателити Тајуан во северната провинција Шанси, соопшти кинеската национална вселенска администрација. Носечката ракета Долг Марш 4VU-53 полета во 6 часот и 42 минути по пекиншко време, поставувајќи го сателитот во предвидената орбита. Научно-истражувачкиот сателит, познат и како Океан 401, ќе го подобри капацитетот на Земјата за собирање податоци за динамичните фактори во океанската средина. Ќе ја зголеми точноста на прогнозите и ќе одговори на потребите во области како што се екологија и климатски промени. Добитникот на джекпот на лотаријата Powerball од Калифорнија, кој ги погодил сите 6 цифри, тврди дека уште не добил ништо од парите, иако се поминати речиси 2,5 месеци од извлекувањето. Човекот, именуван само како Джери, го купил добитниот билет во продавница во округот Оринч на 19 август и освоил неверојатни $44 милиони. Статистичките шанси за добивката се 1 спрема речиси 300 милиони. Добитниците на лотаријата во Калифорнија поминуваат низ ригорозен процес на проверка. Во просек се чека 6 до 8 недели за исплата. Со цел да ги заштити австралиските деца и млади од штетното влијание на социјалните мрежи, австралиската влада одлучи да воведе долна старосна граница за нивна употреба. По обсежни консултации со представници, младите, родителите и старателите, академската заедница, експертите за детски развој, пошироката заедница, индустријата и невладините здруженија, како и локалните и државните власти, се согласија да донесат закон за забрана за користење на социјалните мрежи за сите на возраст под 16 години. Гердан од 18 век, со речиси 500 диаманти од вкупно 300 карати е продаден за 4,3 милиони евра на аукција во Женева. Заборавеното парче накит, кое преживеало векови недопредно, пред продажбата беше проценето на 1,8 до 2,8 милиони долари, соопшти аукцијската куќа Сотби. За дополнителна привлечност на Герданот, соопштено е дека се верува дека некои од нејзините диаманти потекнуваат од колекцијата на накитот на француската кралица Марија Антоанеета. Мајка од Тексас постави нов светски рекорд за најголема количина мајчино млеко донирана од поединец. Оваа мајка на 3 деца донирала неверојатни 2.645.058 литри млеко до јули 2023 година, соборувајќи го сопствениот рекорд од 2014 година, објави Гинисовата книга на рекорди. Тогаш, кога првпат го постави светскиот рекорд, донирала 1.569.076 литри.
Таа ги испратила сите донации во банката за млеко за мајки во Северен Тексас, а уште повеќе млеко, кое не било вброено во официјалната оценка, донирала на блиски пријателки и на банката за млеко. Се започнало во 2010 година кога го родила својот прв син, кој сега има 14 години. Таа тогаш не знаела дека има можност да донира млеко, се до моментот кога сфатила дека произведува повеќе млеко од вообичаено.